покоен во Христа брат Никола Заздовски Саздов. Пред неколку дена го испративме него, ја испративме неговата душа во мир, во светлина, неговото тело го закопавме во ова македонска земја. А сега тука сме сите собрани со една мисла. Повеќе во Македонија да нема невини жртви. Повеќе во Македонија да нема убиства по македонските улици. Без разлика од која страна доаѓа. Еве, се договоривме сите што сме учесници на овој протестен марш да покажеме дека ние македонците имаме достоинство, дека имаме почит кон сите, но бараме да имаат и другите почит кон нас. Сиот овој протестен марш до сега беше најдостоинствен, немаше никаков проблем. Ако имало и некаков проблем, нека ни простат оние што мислат дека имало проблем. Тука сме и пред јавното обвинителство, како што пред Господа ја просиме неговата правда, еве тука сме дојдени да помолиме и за правдата од овој свет. Оние што го направија овој гнусен чин, убиството на нашиот брат Никола, да бидат одговорни пред државата и пред законите на државата. Да бидат одговорни за повеќе вакви работи да не ни се случуваат по македонските улици. Да има мир, да има разбирање, да има слога, да има радост и младите да имат вистински живот. Господ во мир нека упокои душата на нашиот брат Никола и сите ние што сме дојдени тука во негово име да побараме правда, бараме никогаш повеќе по македонските улици да не се случуваат такви нешта. И затоа јавното обвинителство и сите оние што се одговорни треба да ги надат виновниците на оние кои го направи овој немил настан, убиството на нашиот брат Никола, да одговараат пред законот за да повеќе нема луѓе кои ќе убиваат по македонските улици, да нема жртви. Бог да го прости нашиот брат Никола, во мир да биде неговата душа, како што ние се молиме во овој свет за него, за неговата душа Господа ја всели во мир и светлина, така и тој во Небесната црква пред Господа да се моли за мир за Македонија, за достоинство на македонскиот народ и за живот благословен за сите во оваа наша Македонија. Македонците се достоинствен народ, македонците имаат почит и таа почит ја барат и од другите. Да сте ми живи и здрави, Господа благослови и се надевам никогаш повеќе да не се собираме за вакви настани, туку да се собираме за убави настани, кај сите наши сограѓани, граѓани Република Македонија и кај сите наши македонци. Да се собираме за убаво, да се собираме за свадби, за крштевки, за слава, да се собираме да се радуваме. Господ нека го прости и правда, оние што треба да дадат правда, да дадат за нашиот брат Никола. Уште еднаш ќе повторам, никогаш да не се повторуваат овие немили настани како што се случува до убиството на нашиот брат Никола, па и за жал и многу други настани. Вакви настани да престанат да се случуваат. Еве, во името на сите овде што сте собрани, како свештенослужител ја упатувам оваа порака до оние што се одговорни во оваа наша држава да не допуштаат да се губат млади животи во Република Македонија. Крај на тоа да се стави. Точка. Амин. И уште една работа. Кога го кога го испраќавме од овој свет, на крај го говоревме она што тој најповеќе сакаше како знаме да го вее и како порака да се слушне. Боже, чувај Македонија! Боже, чувај Македонија! Боже, чувај Македонија! Боже, чувај народ! Господа не чува и за арно и за убаво на сите да им биде. Амин.